Ќе бидете ли истрени во вашите барања, како се регулираат часовите кога не присуствувате? Ние во нашите барања ќе бидеме истрајни и ќе се бориме се додека не ја оствариме нашата цел. Часовите не се реализирани оваа цела недела и се надеваме дека нема да бидат регистрирани како неоправдани изостаноци, бидејќи ние само ги бараме нашите права. Меѓутоа, што е со оценките? Сега веќе полугодие треба да добиете оценки, а со неприсуството професорите како тука најавуваат дека ќе постапат? Имате ли... Значи, оценките досега, по моје мислење, би требало веќе да бидат формирани, бидејќи оваа недела нема да изгубиме многу, да речеме по 2 часови од секој предмет, и со тие 2 часови не можат да бидат формирани оценките, тие требало претходно да бидат формирани и мислам дека треба да бидеме оценети коректно. Имате ли притисоци и во врска со протестот да не го одржувате, да се вратите на настава? Дали пак имате поддршка од професорите, наставниците, директорот? Притисоци за да се вратиме на настава има, но ние ќе бидеме истрајни во нашите одлуки. Исто така имаме поддршка од некои професори, но има и професори кои што не поддржуваат. Колку матуранти ви има од Берово? Кои треба да полагаат државна матура? Имате ли бројка? Околу 90 или 100 матуранти треба да полагаме државна матура во Берово. И дали од сите имате поддршка или има ученици кои одат на онлайн настава? Од Пекчево каква е ситуацијата, бидејќи тука учат? Повеќето ученици, значи многу мал број се, можеби 5 или 10 се оние кои што не поддржуваат, но учениците од Пекчево со целосен број не поддржуваат и се на наша страна.